Месецов нема да има нови мерки од страна на надлежните за заштита на стандардот на граѓаните. Цените на основните прехранбени производи во моментов се стабилни, инспекторите се на терен, уверува министерот за економија и труд Бисер Дурмиши. Пазарен месецов ќе прави мониторинг кај трговците, увозниците, дистрибутерите и производителите. Анализата ќе биде презентирана пред надлежното министерство и владата и доколку се покаже дека има неоправдано покачување на цените, Дурмиши најави поригорозни мерки. Може да ја прошириме листата на производи кои ќе бидат опфатени на ограничена маржа. Може да го покачиме процентот на маржата. 50 до 60% или ако оди покачување на цената, да речеме 10%, 15, 20% покачување на цената на одредени производи и ако ова се утврди од Државен пазарен инспекторијат, значи во писмена форма не известуваат, ние имаме сектор внатре што прави анализи врз податоците што ги зема од ДПИ и врз основна тие анализи, врз основна тие податоци што ќе ги земеме, ќе донесеме, пак кажувам, поригорозни мерки. На 30 април завршија владините мерки за скалестото ограничување на маржите и ограничување на цените на одредени производи. Според Дурмиши, тие дале резултати, а најдобар показател за стабилизацијата на цените вели се и последните податоци на Заводот за статистика за инфлација, кои покажуваат дека на месечно ниво инфлацијата е зголемена за помалку од 1%. Инфлацијата за април е практично нула. Успоредба со март имаме покачување само од 0,6% зголемување. Во поредба со април минатата година инфлацијата е 2,6%, што значи дека е не поминува 3% и е во стабилна фаза. Цените на храна се речиси непроменети, само 0,3% годишно зголемување. Најави дека се можни и законски измени за да може на Државниот пазарен инспекторат да им се дадат ингеренции да вршат контроли на зелените пазари, бидејќи вели свесни се дека се правеле одредени нерегуларности во однос на цените кај овошјето и зеленчукот. Дополнително на сила и новото законско решение за објавување на онлайн ценовници од страна на трговците, со кое надлежните очекуваат зголемување на конкуренцијата и намалување на цените.